Почитувани гледачи, добар ден повторно во вториот блок на Отворено студио 1, како што најавивме гостин во овој блок е портпаролот на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска. Пред да почнеме со разговорот, само да напоменеме дека се отворени телефонските линии на тема избирачкиот список прочистен или се уште е со недостатоци. Може гледачите слободно да се јават и да постават прашање доколку евентуално имале проблеми во претходните изборни циклуси, не можеле да го остварат своето право на глас. Љупка, добар ден, добре дојде во студиото на 1ТВ. Добар ден, ви благодарам за поканата. Дали Државната изборна комисија е подготвена за предстојните председателски избори? Како највисок изборен орган во Република Македонија, кој што е одговорен пред се за организирање и спроведување на избори од секаков вид, секако Државната изборна комисија е подготвена за спроведување на предстојните председателски избори. Како редовни избори, овие избори се влезани во нашиот стратешки план од 2017 до 2020 година. Потоа, веќе при крајот на минатиот месец изготвивме и детален оперативен план кој што треба да го усвои Државната изборна комисија, а веќе усвоени се и поголем дел од подзаконските акти кои што се потребни за спроведување на председателските избори, така што го очекуваме датумот на распишување на изборите за да можат и законските рокови веќе официјално да почнат да течат. Во планот на Државната изборна комисија секако, како што спомена, влезени се регуларните председателски избори, меѓутоа се очекува, можно е да има со нив заедно и предвремени парламентарни избори. Дали тоа би представувало голем товар за Државната изборна комисија или пак би можела комисијата да се избори и со овој предисек? Веќе во претходни наврати председателот на Државната изборна комисија, како и во други пресконференции и изјави за медиуми, имаме спомнато дека Државната изборна комисија секако е подготвена, доколку евентуално председателот на собранието донесе одлука за распишување на предвремени парламентарни избори, истите да ги спроведе. Имаме искуство претходно во спроведување на два изборни процеси паралелно, така што не би представувало некој посебен товар тоа за Државната изборна комисија. Секако тоа има своји предизвици, бидејќи се работи за два изборни процеси наместо за еден, меѓутоа, како што реков, не е посебен товар, ниту пак проблем. Вашата пресконференција, ви исто така споменавте дека до 8 февруари треба лицата кои што се уште ги немаат подигнато своите лични карти да ги подигнат за да може нели да се идентификуваат и за да може кога ќе бидат да гласаат. Дали може би имате одредена бројка колку досега лица се уште ги немаат подигнато личните карти? Во однос на бројката не би можеле да калкулираме, бидејќи таа бројка е променлива, секојдневно се издаваат нови документи за лична идентификација од страна на Министерството за внатрешни работи и секојдневно граѓани одат и ги подигаат своите документи, така што не би калкулирале со бројки. Меѓутоа, сакам да нагласам дека за Државната изборна комисија секој граѓанин, односно секој гласач е битен. Токму заради тоа и нашиот апел до утре веќе граѓаните кои што не ги подигнале своите лични документи, а истите им се изготвени, да одат во подрачните оделенија на Министерството за внатрешни работи и истите да си ги подигнат. Тоа е од причина што веднаш по распишувањето на изборите, Министерството за внатрешни работи до Државната изборна комисија доставува база на податоци, од која што база на податоци на граѓаните се креира понатаму избирачкиот список кој се става на јавен увид. За да може овие граѓани чии што лични документи се изготвени, а не се подигнати да влезат во таа првична база, односно во избирачкиот список кој ќе биде ставен на јавен увид, мора да се ги подигнат личните документи. Од режијата не информираат дека имаме гледач. Господине, доколку се слушаме, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Да поставам 3 прашања на гостинката. Вака сега. Прво ме интересира од претходната државна испитна комисија дали ги вратија тие пари што си ги самите што си ги украдаа од народните пари. До каде е истрагата, дали ги врати и дали имаат некаква одговорност.
Второто прашање ми е дали се размислува за електронско гласање како во Америка. Ние сме шака луѓе милиони нешто, а се уште немаме прочистени списоци. Електронско гласање, односно со отпечаток од прст да се знае да нема никакви малверзации. И третото прашање ми е кога ќе се сетат политичариве кај нас во исти ден да биде, во исти трошок, да бидат и председателски, и парламентарни, и локални избори заедно. Значи, во исти ден, тука милиони ќе се уштедат народни пари на оваа сиромашна земја. Благодарам. Благодарам и вам. Љупка, да почнеме едно по едно прашање. Така е, јас би почнала еве од второто прашање. Господинот спомна електронско гласање. Изборите председателски кои што се пред нас ќе бидат спроведени согласно изборниот закон кој што е сега на сила, односно на ист начин како што беа спроведувани изборите во претходните изборни циклуси. Добро. Државната изборна комисија во јануари организираше стручна тркалезна маса токму на оваа тема која ја спомна господинот, односно воведување на нови технологии во изборниот процес, попрецизно токму оваа технологија на гласање со отпечаток од прст. Тука имавме гости од институции од Република Македонија, меѓутоа и стручњаци од странство кои што веќе имплементирале такви технологии во други држави. Тие ги представија своите искуства од тие држави, секако овие технологии имаат и своји позитивни страни и своји негативни страни, мора за истите да бидеме свесни. Токму затоа ја почнавме таа отворена јавна дебата, со која што би отворила простор понатаму за воведување на таква технологија и овде во изборните процеси во Република Македонија. За тоа вреди да се размислува. Институциите, представниците на институциите кои што беа присутни како заклучок од тркалезната маса, истакнаа дека се подготвени да ја поддржат Државната изборна комисија во имплементирањето на таквите нови технологии, па преостанува понатаму законодавецот да размисли за внесување на таквите решенија во изборниот законник. Така што веќе размислуваме во таа насока. Во однос на третото прашање не се однесуваше на Државната изборна комисија, би рекла, така што ние сме тука да ги спроведеме, да ги организираме и спроведаме изборите онака како што е наведено во одлуката за распишување на истите. За нас, како што реков, не представува никаков проблем да спроведаме повеќе изборни процеси паралелно, така што онака како што тие ќе бидат распишани, така ќе бидат и спроведени од страна на Државната изборна комисија. Добро, имаме уште еден гледач. Доколку се слушаме, повелете со прашање. Добар ден. Добар ден. Сакам нешто да прашам. Повелете. Дали Државната изборна комисија има своји наблюдувачи на изборниот ден? Добро. Толку имам да прашам. Благодариме. Љупка. Добро, му благодараме на господина за прашањето. Државната изборна комисија нема наблюдувачи. Државната изборна комисија ги формира изборните органи кои што ги спроведуваат изборите. Односно, ги формира општинските изборни комисии како изборни органи на средно ниво, би рекла, кои што понатаму ги формираат избирачките одбори кои што го спроведуваат гласањето на гласачкото место. Членовите кои што се во изборната администрација, во општинските изборни комисии, избирачките одбори се избираат по случајен избор од редот на државната администрација и општинската администрација. И секако во избирачките одбори се застапени политичките партии со своји членови и заменици членови. Кога сме кај наблюдувачите, дали е отворена она постапка за пријавување на наблюдувачи или се уште не? И доколку не е, кога ќе биде отворен? Се уште не е, како што кажав, очекуваме одлуката за распишување на председателските избори да биде донесена скоро, така што од денот кога ќе бидат распишани изборите, Државната изборна комисија ќе усвои роковник со изборните действија и тука ќе бидат прецизирани токму и роковите кои што ги спомнавте вие за поднесување на барања за акредитација за наблюдување на председателските избори. Еве да споменам односно тоа дека
претходните избори, без разлика дали станува збор за референдум, председателски, парламентарни. Најчесто граѓаните се жалат и понатаму дека сепак најголемиот проблем се фантомските гласачи. Дали досега можеби веќе пријавиле гласачи дека нели на нивната адреса имаат, како што велат, повеќе, до некаде дури до десетици луѓе регистрирани, и како дали вие како ќе се справите со овој проблем за време на изборите председателските кои што доправо нели предстојат? Една од главните функции на Државната изборна комисија е токму ажурирањето и водењето на избирачкиот список. Ние тоа го правиме не само во тек на изборен процес, туку постојано. Значи, ние сме професионално тело кое што работи постојано и помеѓу другите задачи има и таа ажурирањето на избирачкиот список. Тоа се прави на дневна основа, врз основа на промените во статусот на избирачкото право на гласачите или пак промените во нивните лични податоци. Тоа го правиме преку соработка со останати државни институции, меѓутоа и во соработка со граѓаните лично. Тие можат да поднесуваат своји барања за запишување во избирачкиот список, за бришање на податоци или пак за промена на податоци во истиот. Токму во таа насока се однесуваше и апелот кој што го упативме до гласачите вчера, кој што ја сега би сакала да го повторам. Би сакала да апелирам сите да си ја проверат важноста на своите лични документи и доколку истата е до датумот на одржување на председателските избори, веднаш да аплицираат за нови лични документи како би можеле да бидат запишани во избирачкиот список. Секако соработката од гласачите ни е битна, особено за време на јавниот увид во избирачкиот список, кога тие можат да извршат увид во нашите подрачни деленија и канцеларии, како и на веб страницата на ДИК електронски, и да поднесат своји барања за запишување, бришање или промена на податоци во избирачкиот список. Имаме уште еден гледач, доколку се слушаме, господине, господја, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден, господине. Сакаме две прашања да поставам до гостинката. Повелете. Првото прашање е зашто не му одговори на претходниот гледач за што постави тие три прашања, а првото прашање го прескокна, не го одговори. Второ прашање. Моја фамилија има заминато во Германија тројца. Двајца родители умре. Како може да се очистат од списокот? Или не морат да се очистат? Како е постапката сие што се во странство? Во ред, доколку тоа е прашањето, благодариме. Љупка, предпоставам за претходниот состав, беше прашањето за претходниот состав за финансиите кој што скандалот кој што беше во Државната изборна комисија, ми е тоа одговор на тоа прашање треба да дадат тие, не ти лично, барем јас така сметам. За избирачкиот список, повторно, беше рак-рана останува избирачкиот список. Секоја година, односно секој избори се појавува по некој проблем. Така, господинот имаше конкретно прашање, меѓутоа сите индивидуални случаи би можела да кажам дека се различни. Јас сега не би можела да одговорам конкретно за членовите на неговото семејство кои што тој ги спомена, меѓутоа има причина зошто некој е запишан во избирачкиот список или пак доколку не е запишан во избирачкиот список, за истото тоа има причина. За да се проверат причините, ева конкретно до господинот ќе упатам еден апел, за да се проверат причините зошто членовите на неговото семејство кои се во странство или пак, како што рече тој, починати се се уште на избирачкиот список, доколку е тоа навистина така, би го насочила да се упати до подрачното одделение на Државната изборна комисија во општината каде што живее. Тие ќе му помогнат со точни насоки што понатаму треба да се направи. Меѓутоа, околу нашите граѓани кои што се иселени во странство, овде би сакала да напоменам. Да. Тоа ми беше прашањето за диаспората, за гласањето. Предпоставам дека ќе имат и на овие избори право на глас да гласаат во диаспората. Така. Кога ќе биде пријавувањето, дали тече? Нашите државјани кои што се на привремена работа или престој во странство имаат право на глас
за председателски и за парламентарни избори. Со оглед дека ќе имаме сега председателски избори, ќе можат нашите државјани во странство да гласаат, на ист начин како што тоа го правеа и на претходните избори, со претходно пријавување до Државната изборна комисија и гласаат непосредно и лично во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство. Кои беа условите? Потребни ли се минимум број гласачи за да се отвори гласачко место, како што претходно беше случај во претходните изборни циклуси? Така е, да. Тоа стои како предуслов во изборниот законник. Најмалку 10 гласачи треба да има пријавени за едно гласачко место, односно за едно дипломатско-конзуларно представништво, за да биде отворено гласачко место таму. Значи, тоа е еден предуслов кој што е предвиден во изборниот законник. Во однос на, ќе се надоврзам овде на прашањето од гледачот, зошто иселениците се на избирачкиот список. Секој, оној кој што е полнолетен, кој што има важечки личен документ на денот на изборите и има последно пријавено живеалиште во Република Македонија, е на избирачкиот список. Значи, тие се предусловите кои ги предвидува изборниот законник и токму поради тоа често слушаме зошто можеби некои лица се иселени неколку десетици години, меѓутоа се уште се на избирачкиот список. Па токму поради тоа што тие имаат право на глас и надвор од нашата земја, во земјата каде што во моментов живеат, а имаат последно пријавено живеалиште во Република Македонија. Би сакал да ве прашам и околу обуките. Се спроведуваат ли обуки периодов пред распишувањето на изборите, бидејќи знаеме дека тоа е пракса во Државната изборна комисија, за да знаат луѓето кои што дента ќе бидат ангажирани од ДИК како да ги спроведат изборите, истите да бидат регуларни и без недостатоци. Така е, драго ми е што го поставивте ова прашање, бидејќи едукацијата исто така како концепт е една од главните функции на Државната изборна комисија. Оваа година воведуваме одредени промени во едукацијата на изборната администрација, односно во тек е процес на регрутација и селекција на обучувачи, кои што ќе се поминат низ процес на сертифицирање во Државната изборна комисија и потоа истите ќе работат со тимот за едукација од Државната изборна комисија на терен во спроведувањето на обуките за општинските изборни комисии и потоа за избирачките одбори. Значи, можам да кажам дека нашиот јавен повик за аплицирање на надворешни обучувачи најде на одличен одзив. Во моментов, како што реков, тече процесот на селекција. Верувам дека ќе излеземе со една одлична, солидна база на обучувачи кои што ќе работат понатаму со Државната изборна комисија на едукација на изборната администрација. Намерата ни е овој проект, да го наречам така, да го продлабочиме уште во иднина и ова ни е еден чекор поблиску до формирање на така наречен центар за континуирана едукација на изборната администрација. Љупка, ти благодарам за гостувањето. Секако има уште прашања кои што треба да бидат одговорени, меѓутоа нас времето не гази. Уште еднаш благодарам. Ви благодарам и јас за поканата. За гостувањето. Елена, да ја најавиме следната содржина пред да се одјавиме од овој блок. Така е, значи следното на што ќе гледате е едно интервју со колешката кој што го правеше колешката Кристина Атовска заедно со шефот на Висшето јавно обвинителство Мустафа Хајрулахи. Во однос на тоа дека јавните обвинители работат со половина сили, односно нема ниту доволно обвинители, ниту стручни соработници. Но сепак со повеќе детали предлагам да го погледнеме токму интервјуто на колешката Атовска со шефот на Висшето јавно обвинителство. Господин Хајрулахи, вие од неодамна сте шеф на Висшето јавно обвинителство. Со ова обвинителство веројатно јавноста е најмалку запознаена. Какви се конкретно вашите надлежности и од кога сте на функцијата, меѓу другото, и колку е важно ова Висше јавно обвинителство да има добро раководство? Значи, избран сум на 19.11.2018 година за шеф во Висшето јавно обвинителство. Од тој ден ја вршам функцијата виш јавен обвинител во Висшето јавно обвинителство. Пред тоа
Вишето јавно обвинителство функционирало со ВД, односно со вршител на должноста од причини што претходниот обвинител замина во основното јавно обвинителство Тетово, така да од 19.11.2018 година јас сум на ова место. Која е вашата улога? Улогата на обвинителскиот систем по хиерархија и субординација, значи ако сакате по-пластично да се објасни, хиерархиски функционираме, значи републичкиот обвинител е прв по хиерархија, после републичкиот обвинител доаѓаат висшите обвинителства, односно висшите обвинители, тие се 4 висши обвинителства, меѓу нив е и Скопското висше обвинител, односно висшето обвинителство, има за задача да врши надзор и контрола над основните јавни обвинителства кои спаѓаат во местната надлежност на висшето јавно обвинителство. Се врши на начин што 2 пати годишно се врши контрола врз работата на јавните обвинители во основните јавни обвинителства, а по потреба и... Вие до сега, предпоставам, извршивте контрола. Да. И какви се вашите први забелешки, први впечатоци? Па има забелешки, има проблеми во вршењето на работата од причини што бројот на обвинители е незадоволен во сите обвинителства. Прилично јас можам да зборам за обвинителствата кои што се под надлежност на Висшето јавно обвинителство Скопје, а тоа се Основното јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство Куманово, Основното јавно обвинителство Велес, Кавадарци. Колку обвинители недостасуваат? Во Основното јавно обвинителство Скопје по систематизација се предвидени 61 обвинител да има. Во моментот има само 46 обвинители, значи 15 обвинители помалце. 8 обвинители од тие 61 што се предвидени се во организиран криминал, што значи не се физички во Основното јавно обвинителство Скопје. 5 обвинители се во обвинителството, односно во СЈО, специјалното јавно обвинителство, и 2 места се празни, што треба да се пополнат. И за овие места досега за овие места не. Значи фалат уште 15 јавни обвинители за нормално да функционира Основното јавно обвинителство Скопје. Така да, освен обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје недостасуваат и по систематизација, ако зборуваме, стручни соработници, недостасуваат и јавно обвинителски референти, односно записничари. По систематизација треба да има 85 стручни соработници во Основното јавно обвинителство Скопје. Од тие 85 предвидени места, 16 се со вработени стручни соработници со редовен работен однос, 10 се на определено време, така да недостасуваат уште 59. Со вакви бројки, дали е оневозможена или успорена работата на обвинителите, бидејќи ова се големи бројки кои недостасуваат според Значи треба да знае јавноста дека стручните соработници помагаат при работата на јавните обвинители. Ако идеме по систематизација од 85 предвидени работни места за стручни соработници, а ние во моментот, како што кажав, имаме 16 со редовен работен однос, 10 со кои што се со определено работно време, фалат уште 59. 59 стручни соработници да фалат во едно обвинителство е сериозна бројка. Така да јавните обвинители при обавување на своите работи наидуваат на потешкоти од типот на немање време за сослушување на странки, немање време за пишување на обвиненија, решења, одлуки, јавно обвинителски одлуки, а исто така со измените во Законот за кривична постапка, јавниот обвинител, освен што треба да застапува обвиненија, истиот треба и да сослушува, треба да донесе одлуки
за тоа што ќе сослушува за одредени, мислам за предмети кои што се во негова надлежност, така да проблемите се секојдневни. Исто така недостасуваат и јавно-обвинителски референти, по систематизација се предвидени 31, во моментот имаме само 15 со неопределено работно време и 6 на определено работно време. Што ги кажувате, практично обвинителството работи со половина сили? Да, може така да се каже. Што се однесува до квалитетот на кадарот, пак би сакала да споменам нешто што го прочитав во Законот за јавното обвинителство, тоа е дека помеѓу стручните служби треба да се најмат и соработници од други дејности, например од информатика, од механика и немаме, за жал немаме такви вработени, имаме само стручни соработници од доменот на правото, односно правници кои што макотрпно си ја вршат својата работа. Влијае, секако влијае, пошто како пример ќе посочам дека еден стручен соработник покрива 20 или 3 обвинители. Што е нонсенс, значи недопустливо е еден стручен соработник да работи со 20 или 3 обвинители. Дали поради сето ова, односно поради целиот овој недостаток на кадар, може би се случуваат оние доцнења во предметите и може би нивното споро работење и процесирање? Ако се соберат кумулативно сите фактори, се доаѓа до заклучок дека обвинителите во основните јавни обвинителства даваат се од себе. Значи даваат максимум за да се постигне потребното. Условите во кои што се работи, ви кажав, се незадоволителни од човечки аспект, од вработени, а исто така и материјално се во поголемите шкоти. Со останатите институции од кои што практично и зависи вашата работа? Одлична е комуникацијата, немаме некоја потешкотија во комуникацијата, така да. Дали, например, со судска медицина, може би тие, како се однесуваат тие по вашите барања, дали брзо ги процесираат? Ги процесираат брзо, со нив имаме проблеми. И со Бирото за судско вештачење и со судска медицина имаме проблеми од типот на тоа што основните јавни обвинителства кога бараат од нив одредени услуги, после тоа не можат основните јавни обвинителства од немање средства да ги покриваат нивните трошоци за услугите што ги вршат за потребите на основното јавно обвинителство. Велите дека основното јавно обвинителство нема доволно финансии за да функционира како што треба? Да, се соочуваат со големи проблеми од типот на немање средства за плаќање на вештачењата од Бирото за судско вештачење, исто така и од Институтот за судска медицина, а наидуваме и на потешкоти при плаќање, односно подмирување на сметките со преведувачите, кои што се ангажираат по потреба. Дали се запознаени другите институции за овој сериозен проблем? Да, запознаени и Републичкиот обвинител, значи сите релевантни институции се запознаени и се надевам дека за брзо време ќе се најде решение. Да се вратам на вашата внатрешна комуникација помеѓу обвинителите, меѓутоа и на перцепцијата која граѓаните ја добиваат за ова обвинителство. Ке се согласите дека во изминатите години малку е падната довербата во основното јавно обвинителство. Како тоа може да се промени? Освен што се соочувате со недостаток на кадар и овие, можам да кажам, основни работи за функционирање, меѓутоа што е со враќањето на довербата од оној друг аспект, од аспектот на дали обвинителите ќе се приближат малку на јавноста? Обвинителите секогаш биле достапни за јавноста, а зошто такво мислење е креирано, навистина не знам, а еве со моето доаѓање во ова обвинителство се трудам на секој можен начин да бидам достапен во медиумите, а исто така и основните обвинители да бидат достапни и да си ги кажат своите проблеми со кои што наидуваат секојдневно, за да биде запознаена јавноста. Постои такво мнение дека основното јавно обвинителство е затворено за медиумите. Исто така, јас можам да кажам за мене дека додека бев во основното јавно обвинителство Скопје, како јавен обвинител, ја врши функцијата и портпарол на јавното обвинителство, така да за секое барање на медиумите по однос на разни предмети, информациите биле доставени на време.
Што се однесува до вашата внатрешна комуникација со другите обвинители во однос на тоа обвинителството да има еден единствен став, бидејќи ева ние како новинари не се јавуваме кај обвинителите по информација и сите велат колегата го работи тоа, јави се таму. Во тој контекст, дали сте вие информирани за сите предмети што се работат во обвинителството на една колегијална база? За почувствителните предмети кај што јавноста има интерес, да, запознаен сум. Значи по хиерархија треба основните јавни обвинители да ме запознаат со предметите кои што се почувствителни, а за секојдневните предмети, за секојдневната работа на основните јавни обвинителства, нема зашто да бидам запознаен. Пошто тие ја вршат својата функција и својата работа врз основа на кривичниот законник и законот за кривична постапка. За крај, дали очекувате дека сите овие состојби во обвинителството ќе се подобрат, почнувајќи од врвот на државата, дали ќе почнат да се одвојуваат пари онолку колку што се доволни за да функционира обвинителството? Значи, за да профункционира како што треба обвинителството, зборувам во целина, треба да имаме многу повеќе средства од предвидените, што ги имаме сега, од причини што јавните обвинителства во државата, а исто така и висшите јавни обвинителства, се соочуваат со проблеми од типот на немање возила за излегување на увид. Зборувам за основните јавни обвинителства. Немање на... се случувало да нема возило за да се иде на увид, кај што треба јавниот обвинител да присуствува. Например, за кривично дело убиство или за кривично дело разбойништво или за потешки кривични дела, кај што присуството на јавниот обвинител е задолжително. Се случувало да јавниот обвинител нема службено возило за да излезе на увид, па сме се покривале со тоа што сме се... Значи, тоа е на лична основа, сме се јавиле во МВР за да ни обезбедат возило и да одиме да бидеме присутни на местото кај што се случил настан. За крај, кога очекувате едно вака заокружување на овие состојби и решавање на сите проблеми? Според вас лично, колкав период е потребен? Искрено, јас сум оптимиста и се надевам дека со текот на времето ќе се подобрат условите, пошто полошо од ова не може да биде. Зборувам за... сега веќе во фаза конкурсот што е објавен за вработување на стручни соработници. За жал, сепак ќе биде на определено време. Можам да се осврнам и за условите за работа кои што се во другите основни обвинителства. Например, во Куманово, условите за работа се ужасни. Ќе имаме прилика да... Секако, да видите обвинителите во основното јавно обвинителство Куманово, во какви услови работат, дека тоа е недопустиво. Корпората, односно средствата со кои е извршено кривичното дело, да бидат во канцеларија кај што јавниот обвинител се слушува, да видите во Ојо Велес какви се условите за работа, да видите во Ојо Кавадарци какви се условите за работа, во Гевгелија какви се условите за работа и да видите тие обвинителства со какви проблеми се соочуваат. Значи се соочуваат со проблеми што буквално јавниот обвинител како обвинител не треба ни да размислува за такви проблеми, однемање возила, однемање тонер, однемање хартија, однемање основни средства за работа. Ви благодарам за овој интервју. Фала и на вас.